Почитувани присутни, почитувани колеги и гости, дами и господа, на почетокот морам да истакнам дека со задоволство ја примив поканата да бидам дел од оваа конференција, што во рамки на кампањата Денови на приватното обезбедување традиционално е организирана од страна на Комората, а која овој пат е посветена на една, би рекол, позитивна и инклузивна тема, што денес ќе биде предмет на нашата дебата, за јакнување на жените за лидерство и менеджмент во приватното обезбедување. Дополнително, што оваа година е своевиден јубилеј, 25 години од донесување на првиот закон за обезбедување на лица и имоти и легализирање на дејноста приватно обезбедување во Македонија. Пред да дадам свое видување на темата, дозволете ми исто така на почетокот да истакнам дека приватното обезбедување веќе се разви и се етаблираше во респектибилна стопанска дејност, чиј што делокруг на работа е соодветно нормиран и регулиран, следејќи ги при тоа современите трендови и стандарди во секојдневното функционирање. Впрочем, фактите дека денес во оваа дејност екзистираат троцифрен број на правни лица, кои имаат дозволи за приватно обезбедување во вид на давање на услуга за физичко обезбедување на имоти лица, доволно говорат за расширеноста и важноста на овој стопански сегмент. Во исто време, според она што го имаме како некаков показател гледано од агол на контрола и соработка на надлежните служби при Министерството за внатрешни работи со Комората за приватно обезбедување, нема дилема дека во овој дел функционирањето е на партнерски основи, речиси безпрекорно, бидејќи и практично споделуваме заеднички сегменти на интерес. Верувам, секогаш може и повеќе и подобро, посебно ако се има во предвид дека голема динамичност на општественото живење, која постојано наметнува нови трендови, кои секако се однесуваат и на оваа сфера на приватното обезбедување. Од тука, сосема е логично да размислуваме за можностите и перспективите кои ги споделуваат јавната и приватната безбедност. Денешниот настан, верувам, ќе даде нови, продлабочени стручни и експертски видувања, што впрочем е и целта на овој форум овде. Од аспект на Министерството за внатрешни работи, тоа денес е позитивен пример за волјата и желбата на имплементирана родова еднаквост и недискриминација. Аспектот на еднаквост во одлучувањата веќе е воспоставен во Министерството за внатрешни работи, бидејќи на ниво на организациони единици имаме над 45% раководни позиции во Министерството, кои што се доверени на жени. Истото се однесува и за Бирото за јавна безбедност, и тука жените се на раководни лидерски позиции, како што се помошници директори, началници, командири на полициски станици, командири на полициски оделенија, имаме жени вклучени во специјални полициски единици, кои што покажуваат врвни професионални резултати со своето работење и со своето лидерство. Почитувани, жените имаат моќна улога во создавањето на позитивни промени. Верувам дека преку вакви форуми, како овој денес, ќе се отварат можности за идни проекти и иницијативи, кои се фокусираат не само на економско и лидерско зајакнување на жените, преку поддршка за женското преприемништво и подобрување на законодавните и институционалните капацитети во насока на заштита и унапредување на женските права и улоги. И евидентно е дека компаниите од сферата на приватното обезбедување го препознаваат тој тренд и имплементираат принципи на рамноправност помеѓу мажите и жените, кои што ја зајакнуваат улогата на жената како вработена, како менаџер, како лидер во сферата на приватното обезбедување. На крај, би сакал да потенцирам дека Министерството за внатрешни работи е отворено за соработка за сите предлози. Истовремено, дозволете ми да го искажам своето уверување дека Комората за приватно обезбедување ќе продолжи со докажаната посветеност во унапредување на својата дејност во Македонија. Верувам дека сите заедно, Министерството за внатрешни работи, Комората, сите фирми кои вршат приватно обезбедување, како и стручната фела, секој во рамки на својот домен, можат да продуцираат нови идеи, предлози, решенија за генерално подобрување на безбедноста како тема што не обединува сите нас. Ви благодарам, председател.